svoj dane spasi nas Isusa Hristosa Emanuel Som nas beše Bog i ostana ne pomiri So tebe ne osveti Nema smrt, nema veke krvi Oče naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, taka i na ova naša zemlja. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. I ne vovedi proštevanje na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenje, no izbavine od lukaviot. Izbavine od lukaviot, zašto Tvoje je carstvo to i silata. Carstvo to i silata i slavata, se Tvoje i vo veki vekovi. Amin. Tatko moj, v imето na Tvojot sin ti blagodaram za se, što ovi den mi davaš sila da go ozvučuvam Tvojeto slovo. Prosti mi za se koji ne pokajan greh što sam zaboravil da go ispovedam. Im prostuvam na site zašto je pišano, prostete i kevi bite prosteno. Go povikovam Tvojeto ime Isuse Hriste. Potrebna mi je Tvojata sila, Tvojata ljubav, Tvojata milost. Ti blagodaram što mi davaš slovo so vlasti sila poostro od sekakov meč što uriva tvrdini na satanata. Tvrdini vo umot i srce to. Денес кај ќе зборуваме посланието на апостол Павле до Римјаните, 11 глава. Бог не го отврла Израил. Израел е интересен народ, народ со кој Бог склучил завет. И целата историја старозаветна е како ги учел дека треба да го слушаат Бог, на послушност кон Бог, а тоа велми всушност е поука после непослушноста на Адам, кога каснува од дрвото на познанието на доброто и злото, иако Бог му вели, ако каснете од тоа дрво, ќе умрете заедно со Ева. Значи, ние зборуваме за народ метафора и народ реален, Израел, израелци, евреи, јудејци. Народ кој го водел Бог, му давал водач и му кажувал што да прави, и кога народот бил непослушен, одел во проклетство и гибел, ако го слушал Бог, врвел напред. Еве за што вели по апостолот Павле, кој е и самиот израелец, и тој вели вака: и затоа ви велам, зар Бог го отврли својот народ? Бог, сите народи се на Бог, но тоа е поучно за да можеме да разбереме што значи за да живееш со Бог треба да имаш завет со Него и својата волја, својата непослушност да ја замениш со послушност кон Бог. И затоа ви велам, зар Бог го отврли својот народ? Никако, зашто и јас сум израелец, вели апостолот Павле, од семето Аврамово, од коленото Венијаминово. И јас сум израелец, зашто Израел е метафора на народ кој има завет со Бог,
Кој го слуша Бог, Бог му одредува водач и Бог му кажува како да постапува. И тогаш веќе не е Бог, туку е Отец. Ние тогаш имаме Татко на небесата по Исуса Христа. Бог не го отврли својот народ, кој однапред го одбра. Значи, Бог одбира народ, за да ја пренесе пораката на спасението, дејството на спасението, патот на спасението, тесниот пат што води кон животот. Бог не го отврли својот народ, кој однапред го одбра. Или пак не знаете што кажува писмото за Илија, како тој му се пожали на Бог Израелев. Интересно, свети Илија, ние го славиме Илија, старозаветен пророк, како култна, односно национална слава на македонците. Тој е старозаветен пророк 900 години пред Исуса Христа. Значи, внатре вграден во израелската историја, и еве што вели Илија: Господе, ги убија пророците Твои и ги раскопаа жртвениците Твои. Јас останав сам и сакаат да ми ја земат душата. Не можете да размислувате и денеска често, кога действувате во Христа, оние што верувате во Христа, гледате дека светот не гледа, не слуша, не разбира. Може би имате истото чувство. Значи, Господи, ги убија пророците Твои, ги убиваат уште, ги раскопуваат жртвениците Твои, ги раскопаа уште. Жртвеник. За Бога жртви не му се потребни, тој зборува за телото Твое да биде храм над Светиот Дух и на Бог да живее во Тебе, на богоугодна жртва, да живееш за Бог, да бидеш ловец на луѓе. Значи, останав сам и сакаат да ми ја земат душата. А како му вели Божиот одговор? Си оставив 7000 мажи, му одговара Бог, кои не ги свиткаа колената пред Ваал. Значи, секогаш има некаде луѓе кои нема да се покајат, кои нема да се покорат на сатаната, ќе се покорат на Бог. Нема да му се поклонат на сатаната. Сатаната би вели: еве сега има избори. Ако ми се поклониш мене, ќе ти го давам сета власт. И така гледаме политичарите од време на време се поклонуваат кај некои чудни луѓе, погазуваат на својот збор, значи за да дојдат на власт. Тоа е суштината. Така и во сегашно време има еден остаток избран по благодат. И во сегашно време има еден остаток, иако се крајни времења, избран по благодат. Што значи по благодат? Човекот сам не може да се спаси. После 10 Божји заповеди дадени на Мојсеј, израелците не успеваат. Не можат да ги издржат 10 Божји заповеди и Господ прави нов завет со Исуса Христа, која го дава својот живот за овците, пастирот, ја пролеа својата крв. Значи, крв има, за да има нов завет и нема повеќе потреба од жртви. Тогаш Исус е тој што ви дава сила, значи сите што го избраа, што го примија, им даде сила да станат синови Божји, за да станете синови Божји. Тоа е таа благодат, но ако е по благодат, не е веќе по дела, зашто тогаш благодатта не би била благодат. Значи, човекот не може да се спаси по дела, само да прави дела, тука е потребно да го избере Исус по благодат. Исус да му даде сила и тогаш делата што ќе ги прави ќе бидат дела на љубовта, оти ќе го следи Исусовиот тесен пат што води кон животот. И што тогаш Израел не го доби она што го бараше. А избраните пак го добија, а другите се закоравија. Значи, апостол Павле оди кај незнабожците и тој понатаму се нарекува апостол на незнабожците. Под незнабожци се подразбира сите оние што не се израелци, бидејќи израелците биле избран народ, народ кој има завет со Бог, народ кој го води Бог. Бог одредува кои се неговите водачи, нема демократски избори, нели? Тоа е суштината, разликата. Како што е напишано, Бог им даде дух што не чувствува, очи да не гледаат, уши да не слушаат се до денешниот ден израелците. Дојде кај своите и своите не го познаа, но Господ ги чека толку трпеливо да се покајат и да се вратат. Така да во одреден момент не е важно дали се израелци, елини, македонци, зашто и македонец исто така метафора на народ. Човек кој го повикува Бог е македонец. Освен тоа што постои нација, како што израелец е човек кој има народ кој има договор, завет со Бог. И Давид вели: трпезата нивна да им биде стапица, клопка, соблазна и отплата. Да им се замрачат очите нивни за да не гледаат
и грбот нивни да им се свитка за секогаш. Зборува за луѓе кои не го познале Бог, не го познаа Исус за свој Господ и Спасител, туку останаа во старозаветните Мојсе и пророците кои не може да ги исполнат. Зборува за евреите, слично како и во македонското православие, во сите други се внесени антички обредни дејства во христијанството кои не се запишани во Светото Писмо и не се од Христа. Ви велам пак, зар се сопнаа за да паднат? Не, но со нивниот престап дојде спасението за незнабожците. Значи израелците не го прифатија Исус, и тогаш апостол Павле оди кај незнабожците за да се возбуди во нив ревност. Ако пак нивниот престан на израелците значи богатство за светот и нивниот намален број богатство за незнабожците, колку повеќе ќе значи нивната потполност кога тие ќе се вратат кај Бог. Значи пастирот оди за една загубена овца да ја најде. Ниједна овца нема да биде загубена, ниеден човек нема да биде неспасен, само ќе помине во нов циклус. Во нов циклус Господ ќе ви даде повторно можност да бидете човек или свесна состојба да го изберете. Затоа сте се родиле. Вам незнабожци ви велам. Доколку сум јас апостол на незнабожците, вели апостол Павле, ја прославувам својата служба, не заборавете дека пишува и Господ ги избере народ меѓу незнабожците во дела апостолски, кој ќе го прослави неговото име. По неколку стиха апостол Павле го сонува македонецот. Значи, некако вели тој апостол Павле да разбудам ревност во својот род. Тој сака израелците да се спасат, како што јас сакам македонците да се спасат. По тело и некого од нив да спасам. Зашто ако нивното отфрлање на Исус, отфрлање значи измирување за светот можност, тогаш што ли друго ќе значи нивното примање на Исус, ако не оживување од мртвите. И суштински, кога вие ќе го примите Исус за свој Господ и Спасител, вие оживувате од мртвите, оживувате во духот. Ако првиот дел од тестото е свет, тогаш свето е и целото тесто. Ако е коренот свет, свети се и гранките. Ние не сме корен. Гледам кога се прави долопоклонство во Македонија, дека сме ние вакви, такви, најстари. Ние сме гранки, коренот е Исус, коренот е Отецот Небесен. Нашиот татко на небесата, ние сме само гранки, прикалемени, како и сите други, како и израелците, кои се избрана гранка да се посади, значи тие не се корен, и тие се гранка. Ако пак некој од гранките се скршени и ти кој си дива маслинка, си бил прикалемен на нивното место и си станал заедно со нив соучесник во сочниот корен на маслинката, зборува за незнабожците и за евреите, не биди горделив пред гранките. Гордоста е грев, и се возгордеш, ке речеш, ние сме најстар народ, ние сме вакви, ние сме онакви, а отвори ги очите и види како да живееме во реалноста, чекор по чекор се губи, ден по ден се губи тоа што е дух во Македонија и се претвара во една територија која се распарчува од мршојаци на сатаната. А ако сепак се возгордееш, не биди горделив пред гранките, треба да знаеш дека ти не го држиш коренот, туку коренот те држи тебе, тоа е Отецот. Тој ги создал сите, но ти тогаш ќе кажеш гранките беа откршени за да бидам јас накалемен. Добро, тие поради неверие беа откршени, израелците кои не го познаа Исус, а ти поради вера се држиш. Немој да бидеш горделив, туку имај страв, дека еден ден ќе одговориш за секој, за делата на љубовта пред Бог, зашто ако Бог не ги поштедил природните гранки, нема ни тебе да те поштеди. Гледај ја пак Божјата благост, Божја благост и Божја строгост, строгост кон отпаднатите, а благост кон тебе ако издржиш во благоста. Треба да се издржи во благоста, во Божјата љубов. Во спротивно ти ќе бидеш отсечен. Тоа значи, ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Љуби го непријателот свој, благословувајте ги оние што ве мразат, што ве колнат. Така треба да се издржи, за да се издржи во тоа потребен ти е Исус да живее во тебе, да му го предаде животот на Исус, што са многумина од традиционалните верници во Македонската црква не им е познато. Но
Тие, ако останат во неверието, ако не останат во неверието за израелците и за оние што не поверувале, ќе бидат прикалемени, зашто Бог има мок пак да ги прикалеми. Зашто ако си ти откинат од маслинката која е по природа дива, значи ти си бил дива маслинка, македонец и против природата си прикалемен на питома маслинка, на Исуса, тогаш колку полесно ќе бидат прикалемени на својата маслинка оние кои по природа потекнуваат од неа. Зборува за израелците, две категории на народи запишани во Светото писмо. Израелец, народ кој има завет со Бог, и македонец, народ кој го повикува Бог. Сакам, браќа, за да не си помислите во себе дека сте мудри, да ја знаете оваа тајна дека закоравувањето само со еден дел падна врз Израел, додека да настапи потполноста на незнабожците. Тој зборува закоравување, односно Израел е избран за да можат другите да се спасат. Народ избран, израелец, не подразбира на неколку места има за евреите кои не се евреи и за сатанската синагога. Не зборува за земни евреи. Зборува за категорија на луѓе кои имаат завет со Бог. Завет со Бог и македонец категорија на луѓе кои има повик кон Бог. И така целиот Израел ќе биде спасен. Израел се подразбира сите оние што имаат завет со Бог. Целата црква, сите луѓе, целиот Израел ќе биде спасен, како што е напишано, ќе дојде од Сион ослободителот Исус и ќе ја одврати безбожноста од Јаков. И тоа име ним завет со мене кога ќе ги одземам нивните гревови. Со оглед на Евангелието, тие се непријатели Божии поради вас. Непријатели Божии затоа што не го примија Исус. Дојде кај своите и своите не го примија. Затоа е гордоста грев кога мислиш дека си посебен, дека си избран, дека си над другите, дека ти ќе решаваш за другите. Тогаш добиваш сатанин трн, како што вели апостол Павле, за да се потсека дека ти е потребна Божијата сила, дека кога си слаб, тогаш си силен. Но тие се возлюбени од Бога заради татковците. Бог ги љуби сите. Тој го даде својот единороден син за секој народ, и за македонците, и за израелците, и за бугарците, и за гркалците, и за албанците, арнаутите, кои прават голема држава. Сакаат да земат земја, а земјата е таа што зема и на крајот во земја ќе се врати. За србите, за американците и нивните владетелства со поднебесните сили на темнината на овој век, за европејците, зашто даровите Божји и повикот Божји се неотповикливи. Така да некој може би има дар да се моли да прави Бог не ги одзема даровите, да ќе дојде еден ден да одговарате за делата на љубовта. Водачи на цркви кои осудуваат, бркаат луѓе, кои се богатеат, собираат богатство на земјата, кои осудуваат, кои врзуваат, одврзуваат, им забрануваат на верниците да се дружат, кои сатанизираат цркви. Во нив не е Духот Христов, тие не се Исусови, зашто ќе познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе, како што и вие некогаш бевте непослушни кон Бог, а сега се здобивте со милост поради непослушноста на израелците, кои не го познаа Христа, па Господ го испрати апостол Павле во Македонија да го проповеда светото Евангелие и тоа да дојде во Европа и во светот. Така и тие сега стана непослушни поради вашата послушност. Помилување, да и самите да се здобијат со милост. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. Зашто Бог ги затвори сите со непослушност, па кон сите да покаже милост. Кон сите да покаже милост. Кон сите. О, длабочино на богатство, мудрост и знаење Божјо. Богатство, длабочина, мудрост, знаење, сето тоа е од Бог. Колку се несватливи неговите судови и неистражливи неговите патишта, ние не разбираме одредени постапки. Ние не можеме да разбереме како Савле, кој ги убивал христијаните, станува избран сат и станува Павле и го шири светото Евангелие и го пишува посланијата кои се директно упатство за тоа што треба, како треба да се стане христијан и како да се постапува, како да се живее со Исус. Ананија кој ги положил рацете врз Павле, кој знае што си помислил. Господе, па знаеш ли ти кој е тој човек?
Значи, моите патишта не се ваши патишта, моите мисли не се ваши мишли, зашто кој ја познал мислата на Господ, на Бог, на нашиот Отец, или кој му бил советник на нашиот Бог Отец, или кој однапред му дал нешто за да му биде отплатено, зашто се е од Него, од Отецот наш, според Него и за Него. Нему слава и во вечни векови. Амин. Сите се од Него, се е од Него. И македонците, и израелците, и бугарите, и србите, и грците, и албанците, и европејците, и американците, и за Него. Дали вие можете да останете, има една стих од апостолот Павле преку Исус, преку Светиот Дух, Духот Божи, останете во мојата љубов. Дали вие можете да останете во Божјата љубов, во Божиот мир и да го врвите тесниот пат на Исуса Христа, без разлика дали сте македонци, израелци, незнабожци, мандрагорци, пафлагонци. Тесен е патот што води кон животот. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Кој врви по мене, нема да го оставам надвор од Божјото царство на небесата. Можеш и ти, брате и пријателе, македонец или било кој друг, да врвиш по тесниот пат Исусов, да го живееш Светото Писмо, да ги читаш овие слова, не само да ги читаш, туку и да ги живееш и да останеш во Исусовата љубов. Татко мој, ти благодарам што ми даде слово со власт и сила, што ги допре сите оние што имаат потреба од твојата љубов. Те молам во мојот живот и во животот на моите најблиски, на мојата земја да се случува само твојата волја. Потребна ни е твојата љубов, твојата помош, твојата милост. И во Македонија на вистина да се шири светото Евангелие, словото на животот, благата вест, добрата вест. Те сакам, Исусе Христе. Мир вам до Божиот Царство Небесно. И ти благодарам што ми даваш сила и дај ми сила да останам во твојата љубов. Амин. И вие, македонци мои, и ти постапувај така. Оди и не греши повеќе. Амин. Svoj da ne spasi nas, Isusa Hristosa, Emanuela.